колегата Трајанов и делумно го кажа оно што имав намера да го кажам и еве да изразам и поддршка во тој дел. Пред се мислам дека владата и управувачкиот комитет треба да подразмислат за насловот на оваа одлука, со оглед на тоа што во државава генерално сите мерки во делот на справување со ковид пандемијата се укинати. Не знам дали Светската здравствена организација е укинала, меѓутоа генерално зборам дека во Република Македонија мерки за справување со ковид пандемијата веќе не постојат и е добро заради целата ситуација тој наслов на таа одлука да биде коригиран како што беше пред пандемијава. Втора работа, формата и начинот на кој што ја продолжуваме кризната состојба, мислам дека не е баш најсоодветен, со оглед на тоа што откако владата ќе донесе одлука за кризна состојба, собранието е она кое што ја продолжува. И мислам дека треба да се одиме секогаш со нова одлука за продолжување на кризна состојба, а не со измена на постојната. Ова од формално правен аспект, не од некаков друг аспект. И чисто како забелешка во контексти на насловот и на начинот на кој што ја продолжуваме кризната состојба. И третата работа, исто како дополнение на оно што колегата Трајанов го кажа, е дека генерално ние армијата на Република Македонија ја користиме само во незината дополнителна надлежност, односно граници, обезбедување, непогоди која ќе имаме, претходно и во пандемијата обезбедува болници, имаме некакви најави за некакви слични активности, меѓутоа мора фокусот да се стави на основната дејност на армијата и тука пред се мислам на соодветно опремување, обука, затоа што сепак како НАТО членка мора да ги задржиме и да ги запазиме сите НАТО стандарди, да имаме една ефикасна, обучена и опремена армија која што пред се ќе си ја има основната дејност за која што е намена. Благодарам.